Здраво. Здраво, здраво. Како си? Супер. Можеш ли да ни се представиш и да ни кажеш дали знаеш зошто си овде денеска? Јас сум Тадеј, учам во Орце Николов средно училиште. Прва година сум, тренирам кошарка во МЗТ, скијам, трчам и понекогаш учам. Се шалам. Во школова е толку сериозно и програмата е добра што морам да учам секој ден. И денеска не сум баш сигурен зашто ќе зборуваме. Немаш поим зашто ќе зборуваме денеска? Немам поим. Добро, вака сега да ти кажам, да ти откриам, зашто многу ти е напорна агендава, значи општо, така да побрзо да не ти го земам времето. Значи денес ќе зборуваме за дискриминација. Познат ти е терминот, познато ти е што значи тоа? Па, дискриминација е кога некој има, би кажал, нешто против некој друг човек, односно го дискриминира, го отфрла, поради некои негови карактеристики или различности од неговите соученици или луѓе од неговата околина, средина. Како тинејџер, значи млад човек би рекол, дали често размислуваш на оваа тема и дали сметаш дека е битна, важна тема според? Битна е, ама не сум размислувал никогаш на... Значи не размислуваш често. Добро, имајќи предвид дека имаш познавање за тоа, некои основни познавања за тоа што представува дискриминација, кажи ми некој пример. Дали може да ми посочиш некој пример, тебе или на некој друг? Па има различни видови дискриминација. Примереве Netflix, да го земе за пример. Јас имам серија со татко ми, ја гледам, Suits се вика. И во Америка, пример, Suits е available, има 9 сезони available. Адвокатска серија, да. И 7 сезони има на европскиот Netflix. Ова е некој вид дискриминација, би рекол исто. Значи не мора да е само дискриминација како што ја кажавме преска, дискриминирање на личност човек. Може да е и... Добро, значи ти ми начнуваш една тема која што може би од неа може да произлезе што представува дискриминацијата. Да. Значи сакаш да кажеш дека одредена група на луѓе има право да гледа и да се запознава со нешто, а друга група на луѓе, како што сме ние тука во нашава држава заради некои причини, не можеме да го гледаме и сметаш дека сме дискриминирани. Можам да го прифатам како еден аспект на некакво си ограничување и како дефиниција за ограничување во определени права, меѓутоа вистинската смисла и суштина на дискриминацијата е сепак нешто друго. Значи, ајде, дали можеш да размислиш подобро и можеш да ми дадеш пример некој, дали во училиштето, дали во спортот или на друг начин? Дискриминација, сите сме биле сигурно барем еднаш дискриминирани, а во Струга, за среќа имам баба и дедо, цело лето го поминувам таму и имам многу другари, Максут, Суат, Ернес, Имер, Дино, и многу други, и со сите сме окей. До сега не си има случајно некој случај да се дискриминира некој, сите немало случај да каже некој ја неќам со овој да се дружам. Него сите сме на ист левел. Значи, со тие другарчиња што ги збориш, си се дружиш, се гледате подеднакво, никој никого не го разликува заради тоа што едниот е муслиман, христијанин или од една етничка припадност или друга, значи едноставно сите сте еднакви во вашето друштво, така? Така. Значи кажуваш дека си одел нели преку лето кај баба ти, дедо ти во Струга. Значи сигурно вие од мали се знаете со тие деца. Дали сега е тоа така? Да. Дали исто е сега? Дали го стварувате контакти постојано? Поразлично е нормално. Цело детство го поминавме заедно, што значи дека сме уште блиски. Различно е од порано, зашто порано бевме цел ден на улица, сега е различно обврски и све останато. Не се гледаме толку често, ама односите се слични, би рекол. Во Скопје немам поточно другари од друга вера. Пример, јас, лично, не сакам турбофолк и има многу, посебно Македонија, сега е тоа, не знам, некој хит, валјда, и сите во моја средина слушаат турбофолк. Не дека ги дискриминирам, ама сум на некое растојание од нив. И
би рекол дека нема ништо што би ме направило да се дружам со нив, зашто не се како мене. Тоа е еден тип нели на дискриминација, ама ако некој човек не ќе се дружи со некој зашто е друга вера или е друга боја на кожа има, не знам што би можел да направи тој човек, освен да... Мило ми е што одлично ги познаваш овие разлики, значи барем во секојдневието и во праксата. Јас ќе ти кажам, значи, прво треба да тргнеме од себе и да ги тргнеме предрасудите, само така може да се бориме против дискриминацијата. Бидејќи ако ние лично не сме раскрстиле со дискриминацијата, не можеме да бараме некој друг да го направи тоа. Така, значи многу е битно околината во која што функционираш и живееш, значи да самиот себе и ти околу тебе пробаш да ги направиш да бидат како тебе, како што сега ти тоа го кажуваш. Добро. Фала те. Фала ви на вас. Многу. И мене.